Но, со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт во 2006 година, големопоседникот, односно фамилијата на градоначалникот на Демир Капија, продолжува да владее со оваа веќе одземена со решение од Министерството за земјоделие, одземена државна земја под закуп, со правосилна судска пресуда од Врховен суд. Уште еднаш повторувам. На 29 април 2010 година упатив пратеничко прашање до министерот Димовски, кој тогаш и сега се уште е актуелен министер за земјоделство. Го прашав кога планира да му ја одземе на големопоседникот, односно фамилијата на градоначалникот на Демир Капија, државната земја која што е веќе одземена од страна на судот. Замислете, и да се додели најнормално на вистинските земјоделци. Замислете, во одговорот министерот признава дека правосудната судска пресуда од Врховниот суд не е испочитувана, туку е постапено по пресуда која што е донесена дополнително во јануари 2010 година од најнискиот суд, од Основниот суд во Велес. При тоа е склучен анекс договор кој веќе е раскинат, значи анекс договор кон Основниот, кој што е веќе раскинат по одлука правосилна пресуда од Врховниот суд како највисок суд. Господине Пенков, ќе се согласите ли дека ова кривично дело? Ова е тема многу обширна и обемна, можеби за еден магистарски труд. Јас сум од 2010 година примен на работа во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Пред 365 почитувам, господине Пенков, значи, се согласувам со вас дека темата е многу широка, но и криминалот е многу голем, но потекнува од горе, од министерот, па се до вас, до долу. Ќе ми биде потребен извесен временски период да ги проверам информациите. Проверете ги слободно, јас ги имам проверено и ги имам и ќе ви доставам ако сакате. Понатаму, зошто вие како одговорен на подрачна единица Неготино продолжувате да доделувате земјоделско земјиште на истата фирма Корал Демир Капија, а пред малку рековте дека точно ги проверувате сите податоци. Дали смее да се додоли? Дали овде имате направено промашување или свесно и намерно доделувате постојано нови концесии на веќе раскинат основен договор, исклучен анекс договор со кршење на закон, со кршење на правосилна судска пресуда од Врховен суд на лице кое што и понатаму не го плаќа закупот, ја рента државната земја на мештаните, на сиротите земјоделци, кои што пред малку рековте нема доволно земја за мештаните, затоа што имаме вакви феудалци, можам да речам слободно, имаме големопоседници на државна земја против законот. Зошто не? Зошто му се доделува постојано и во 2011 и во 2012 земја, а немаат право, им се ускратува правото на вистинските земјоделци за добивање на државно земјиште под закуп, а со тоа и за нивното земјоделско производство и нивниот труд да добијат и субвенција. Кога оваа фирма Корал од Демир Капија ја рента земјата, односно ја издава во подзакуп на мештаните, тоа е кршење уште еднаш на законот и оштетување на државата, но искратување на правото на граѓаните да имаат имотен лист, на земена концесија и субвенција. Дали се сложувате дека ова вистина? Секој кој што добил државно земјоделско земјиште нема право да го рента. Тоа е одговор. Значи, дали од овде заклучувате дека веќе има направено криминал? За вашата грижа за лозаропроизводителите, бидејќи кај нас е доминантна култура лозарството, 950 лица во изминатите 12 месеци склучија договори со Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Таа земја обработуваат веќе 40 години, нема склучено договор, сега ја добија земјата на 30 години. Почитуван Златков, еве овде имам решение за раскинување на договорот со правосилна судска пресуда. Има извршно решение. Еве ги имотните листови со кои што еден куп имотни листови и над 1000 хектари земја постојано. Сега имате дадено уште 585 хектари дополнително на оние 848 хектари. Значи, криминалот е од Министерството, а вие, доколку и не сте знаеле, да знаете, вие сте новиот бран и сте вовлечени, учествувате веќе во тој криминал. Благодарам. Благодарам.